Беше бесарабски бугарин и руски славист, филолог, етнограф, фолклорист, литературен историчар, историограф, библиограф, лексикограф, географ, демограф, публицист и педагог. Но Петар Драганов беше и остана пред се најдоследниот македонолог, основоположник на македонистиката во Русија, проучувач, афирматор и доследен заштитник на самобитноста на македонскиот народ, на неговиот прогонуван јазик, на неговиот присвојуван фолклор, на неговата прикривана и искривувана историја, афирматор на посебната индивидуалност на македонската култура во словенскиот свет. Петар Драганов е претходник и современик на австрискиот македонолог Карл Хрон, своевиден следбеник на Ѓорѓе Пулевски и достоен учител на Крсте Мисирков, Димитрија Чуповски и на целата генерација илинденски револуционери. Петар Драганов е роден во колонистичката населба Комрат во Бесарабија, во тогашна Русија, во 1857 година. Во 1880 година почнува да студира словенско-руска филологија на Историско-филолошкиот факултет во Харков, во Украина, а по успешно завршените 2 години се префрла на Санкт-Петербуршкиот универзитет, што тогаш беше центар на светската славистика. Како софиски стипендист, на 31 јули 1884 година, Училишниот оддел на Бугарската екзархија го назначи за преподавател по црковнословенски јазик и општа историја во Солунската гимназија Кирил и Методија. Софија се надеваше дека Петар Драганов авторитетно ќе ја помогне бугарската национална пропаганда во Македонија. Но во новата средина, тој забележа дека наученото на универзитетот, инструкциите од екзархијата и реалната состојба во Македонија не се во согласност. Патува по Солунско, Велешко, Скопско, оди на Света Гора, воспоставува врски со сите краишта на етнографска Македонија. Го посетува брата си Степан, што беше драгоман во рускиот конзулат во Пловдив. Престојува во Цариград и од секаде собира научни информации за македонската вистина. Пред се, Драганов го сврте вниманието кон дејноста на пропагандите во Македонија. Затоа едно од првите негови статии, што ги испрати од Солун, беше обемниот прилог «Бугарските школи и народната просвета во македонскиот и одринскиот вилает» во споредба со оние во кнежеството и во источна Румелија во 1885-86 учебна година. Како професор и по историја, Петар Драганов не секогаш се држал според екзархиската програма и во духот на екзархиските цели. Во писмото до својот професор Владимир Ивановиќ Ламански од 29 август 1886 година, во врска со овие предавања, Драганов пишува: И јас предавам пред се според најдобрите научни прирачници, но погледнувам понекогаш и во непосредните извори. Правам достатно самостојни заклучоци од историските факти. Притоа се сообразувам со сите ваши и други научни ставови за културно-политичката историја на словенството. Иако од друга страна јас ни за миг не заборавам каде предавам и со кого имам работа. Драганов ги следи бурните настани на Балканот, особено при соединувањето на Источна Румелија со Бугарија и Српско-бугарската војна. Па има можности и самиот лично да ги почувствува нивните реперкусии во Македонија. Тој ги согледува и вистинските национални стремежи на македонците и почнува усилено да го проучува нивниот јазик и фолклор, нивната историја, литература и култура, па и самиот му пишува на професорот Ламански. Благодарејќи на тоа што живеам во класичната земја на словенската филологија, јас уште од првиот момент по своето пристигнување во татковината на светите Кирил и Методија, со големо задоволство се зафатив да ги студирам особеностите на акцентот, гласовите, формите и речникот на македонските говори во споредба со бугарските или тракиско-низиските од една страна и со српските, хрватските и словеничките од друга, како прилог кон дијалектографската карта на Балканскиот полуостров. По предлог на Ламански, Советот на Петербуршкото словенско благотворно друштво распишува награден конкурс на тема што беше наменета специјално за Драганов: проучувањето на Македонија во етнографски, дијалектолошки, историски и археолошки однос.
и во рамките на тоа посебно карактеристика на говорите на словенското население во современата македонска провинција. Оваа тема Петар Драганов почна да ја работи како докторска дисертација. Всушност, веднаш по пристигањето во Солун, Петар Драганов направи потек што имаше решавачко значење и за неговиот живот и во голема мера за развојот на македонистиката воопшто. Еве што пишува самиот тој. Долго пред српско-бугарската битка, јас решив на самото место да го проверам степенот на основаноста на српските и бугарските претензии за јазикот и народноста на тамошното македонско-словенско население. А по започнувањето на самите воени акции помеѓу обата родствени претенденти, кај мене уште повеќе се затврди таа намера. Јас им реков на учениците од гимназијата во Солун, првенствено од пониските класови, по Божик и по водици да ми донесат најмалку по 2 примери од својата домашна поезија и проза. Учениците беа толку мили и љубезни што за 1-2 недели јас веќе станав собственик на најобемната од сите поетски и прозни македонски колекции. Имено околу 1200 примероци од најразличните видови на народната поезија и проза што потекнуваат од 109 населени македонски пунктови. Врз основа на овој собран етнографски и фолклорен материјал, Драганов го започнува проучувањето на јазикот и културата на потомците на Кирил и Методија. Но токму српско-бугарската војна во 1885 година ги подсили туѓите пропаганди во Македонија. Бугарската екзархија се обиде да искористи некои видни имиња од славистичката наука за оправдување на своите цели во Македонија. За неа беше мошне важно да го ангажира и младиот Петар Драганов како руски граѓанин. На 19 февруари 1886 година Петар Драганов добил писмо од секретарот на бугарската екзархија Атанас Шопов, во кое меѓу другото му пишува: Поради српските претензии, бугарската екзархија во Цариград има намера да издаде еден зборник од песни и обичаи што ја докажуваат народноста на населението во Северна Македонија и најмногу во Скопската епархија. Наредено ми е од неговото блаженство да ве замолам, имајки ги предвид вашите филолошки и историски познавања за земјата и народот, да ми испратите каков и да е материјал, статија или песни со филолошки белешки, што да ги објавиме во спомнатиот зборник и кој што научно да ја докажува бугарската народност на населението во спомнатиот дел на Македонија. Меѓутоа, во писмото до Ламански од 29 август 1886 година, Драганов вели: Јас се согласив да земам учество во овој зборник пред се како филолог и делумно како етнограф, но никако не и како историчар, зашто пресловутото историско право ни за влакно нема да ја помогне ни на големо бугарската, ни на големо српската, ниту пак на која и да е друга голема претензија. Јас се согласив да испратам своја статија за предвидуваниот зборник, што би представувала споредбена граматика на македонските и југозападните бугарски говори и ништо повеќе. Тоест, застанувајќи строго врз научна почва и наполно рамнодушен спрема оваа или онаа претензија. Бидејќи народни песни и други умотворби имаше веќе доста собрано, Драганов им побарал на учениците од гимназијата да му донесат подготвени речничиња и глосариуми на својот роден говор. И наскоро по Великденот добил 164 такви речничиња од сите краишта на Македонија. Истовремено тој собрал материјали и од другите гимназии во Македонија, како и од разни истакнати личности и учители од нашите градови. Прибрал и голем број ракописи, преводи, описи и слично, и врз основа на сето тоа дошол до полната представа и за јазикот, културата и индивидуалноста на македонскиот народ. Бидејќи поголемиот дел од поканетите откажале да земат учество во таквата пропагандна публикација, на 14 јули 1886 година Шопов пак му пишува на Драганов што поскоро да му испрати ветената споредбена граматика заедно со македонскиот и шопскиот речник, па му вели:
Само вие сте во состојба да ни ги дадете нужните материјали за македонските наречја, зашто вие сте имале можност да ги проучувате како специјалист и одблизу. Меѓутоа, се појави само книгата Македонија од етнографско, историско и филолошко гледиште на француски јазик од Шопов под псевдонимот Офејков во 1887 година, со најавата дека таа представува само увод во македонскиот зборник. Самиот Петар Драганов проговори за овој зборник првим во весникот Зорница, во долгото писмо 31 декември 1887 година, но поопстојно го разгледа целиот проблем во реномираниот периодичен орган журнал Министерства народнава просвещенија. Во едно друго писмо до професорот Ламански од 1887 година, Драганов пак му пишува: Сестраното проучување на предметот постепено ме убедуваше во самостојноста на позицијата на јазикот на словенското население на современа Македонија, кој што бугарите толку се навикнале да си го викаат наречје на својот единствен и неразделен бугарски јазик. Драганов подвлечува дека јазикот на македонците се наоѓа под силен притисок на производите на Софискиот и Пловдивскиот печат, а посебната македонска литература денеска е конечно уништена од турците или, подобро речено, од големата бугарска идеја. И затоа современите македонци, сакале не сакале, се хранеле со производите на книжниот жаргон што се употребува во бугарското кнежевство. Петар Драганов во Македонија го подготви огромниот зборник под наслов Материјали за етнографија, статистиката и диалектологијата на современата македонска провинција. И по завршувањето на учебната 1886-87 година го напушти Солун. Во руската престолнина Петар Драганов стигна во моментот кога во словенофилскиот печат беше објавена голема политичка и етнографска расправија околу јазикот и етничката припадност на песните од што току излезениот зборник на рускиот конзул во Призрен и Солун Иван Степановиќ Јастребов. Во органот на Словенското благотворно друштво Известија, што го уредуваше професорот Ламански, се јавија племичките престрелки на Николски, Ровински, Дринов, Сречковиќ и други. И самиот редактор Ламански, правејќи му забелешки на Сречковиќ, меѓу другото напиша: И бугарите, и србите еднакво сакаат да ја добијат, да ја заземат Македонија со се Солун, и без друго со се Солун. Тоа е секако прашање на доста далечната иднина. Прашање не научно, ами политичко. И може да биде решено не со спорови за македонската диалектологија, туку со надворешна груба сила. Сосем подруга е работата со чисто научното прашање за македонските говори, дали представуваат поднаречје на бугарското, или се пак посебно наречје, западно, што се наоѓа во таков однос кон источно-бугарското, во каков што се, например, велико-руското, имало-руското, српското и харватското, чакавското, чешкото и словенското. Има навистина тука и трето прашање. Дали во народните македонски, јужни и северни училишта да се предава на бугарски или на српски, или пак ни на бугарски, ни на српски, туку на македонското наречје. На крајот ќе додадеме дека сега во Петербург се наоѓа кандидатот на Историско-филолошкиот факултет на Петербуршкиот универзитет, Драганов, бивш учител во Солун. Тој донесе голем зборник материјали за говорите во Македонија и ние се надеваме од него да добиеме многу важни разјаснувања и нови податоци. На 23 октомври 1887 година Петар Драганов во Филолошкото друштво го одржува првото предавање под наслов Носовите самогласки во современите македонско-словенски и бугарски говори. Всушност, како што забележува авторот, тоа представувало обработка на една глава од ракописната дисертација под насловот Особеностите на акцентот, гласовите, формите, творбите и речникот на македонско-словенските говори во споредба со бугарските и српските. Овој труд на Драганов веднаш беше и напечатен во угледното научно списание Руски филологически весник. На 11 декември
Истата 1887 година во етнографското одделение на Императорското руско географско друштво Драганов го прочитал рефератот за проучувањето на современата Македонија во етнографски, статистички и диалектолошки поглед. На истото заседание протоколарно е заведено решението зборникот на Драганов во целина да се објави во записите на етнографското одделение на ова друштво. За зборникот авторот беше награден и со сребрен медал од ова друштво. На 1 април 1888 година во истово друштво Драганов го одржа и предавањето Етнографски преглед на словенскиот дел од Македонија. Но најзначајно беше појавувањето на Петар Драганов на страниците на словенофилскиот орган Известија со делови од својата во Солун подготвена дисертација. Уште во декември 1887 година излезе прилогот Општ етнографски преглед на македонската провинција, а потоа почна во продолжение да излегува студијата Етнографски преглед на словенскиот дел на Македонија. Тоа беше веќе најопфатно научно образложение на македонолошките ставови на Петар Драганов и прво јасно дефинирање на македонската културно-национална индивидуалност пред научната јавност во Русија и не само таму. Затоа веднаш се појавија жестоките реакции од Софија и се поведе дотогаш најсилната полемика околу карактерот и припадноста на Македонија. Бидејќи списанието Известија престана да излегува, беше прекинато и објавувањето на Драгановите студии. Во тоа време Драганов ги вложи сите усилби во подготовката за печат на својот обемен македонски зборник. Меѓутоа, престојот во Петербург наполно го исцрпе. Направи обиди да најде некаква служба, но мораше да се врати во родното место Комрат и таму да стане учител во тамошната току-што отворена гимназија. Наоѓајќи се во глувата и далечна провинција, Драганов се почувствува откинат од научниот центар. На 25 декември 1888 година Драганов го напиша предговорот кон првиот дел од својот зборник и му го испрати на печатење на ламански во Петербург, но тоа се развлече. Се појави дури 1894 година во издание на Географското друштво во Петроград, но тоа беше само првиот од трите подготвени дела на овој зборник. Иако до крајот на својот живот Драганов работеше на овој материјал и се надеваше да го напечати, тој остана во ракопис и не се знае дали некаде денеска е зачуван. Познато е дека постоел до 1940 година заедно со сите библиотечни и архивски материјали на семејството Драганови. По окупацијата на Бесарабија од советските војски, библиотеката и архивот на Драганов биле одземени и покрај сите настојувања на синот и керката да се зачува ова богатство, најголемиот дел по се изгледа воениот виор го уништил. Па сепак првиот објавен дел од зборникот на Драганов е единствениот труд од ваков карактер што го презентира македонското народно творештво под македонското национално име и од македонско национално гледиште, се до Рациновите песнарки во 1943 година. Треба да се одбележи дека Драганов во зборников ја објавува и поемата Самовила македонска од Ѓорѓе Пулевски и пишува за него во богатите забелешки. А во своите објавени студии покажува дека ги познавал сите македонски културно-литературни и национални дејци до тоа време, со добар дел од кој и лично соработувал. Тој пишува за Джинот, Миладиновци, Жинзифов, Зогравски, Прличев, Цепенков и други. А во својата библиотека ги имал сите изданија на македонски, од Данаиловиот речник наваму. По службувањето во Комрат, Петар Драганов е преместен во Севастополј, а потоа во Кишињев. И дури на 1 јануари 1896 година успева пак да се врати во Петербург, но само како помошник библиотекар во најголемата библиотека во Русија, публичната државна библиотека. Меѓутоа, животот на Драганов воопшто не му беше наклонет. Во 1890 година тој се ожени и наскоро доби син и ќерка, но сопругата му се разболе и се до нејзината смрт 1899 година тој живее сам во Петербург како подстанар со скромна плата, издржувајќи старата мајка, двете деца и болната сопруга во болница.
Токму поради неговите непоколебливи сваќања за Македонија и македонците, тој не беше допуштен на универзитетот или во некој институт, иако го заврши со одличие и археолошкиот институт и беше член на многу научни друштва. Но Драганов пишуваше многу, печатеше доста и учествуваше на разни научни собранија и конгреси. Во својот живот Петар Драганов напиша над 40 трудови за Македонија, за јазикот, народноста, историјата, фолклорот, етнографијата и литературата и културата на македонците. Добар дел од нив останаа ненапечатени. Па сепак, и со она што излезе во јавноста, Драганов ги постави здравите основи на македонистиката како наука во Русија и воопшто. Со негово учество, во 1890 година Словенското друштво ја објави познатата етнографска карта со посебно означување на македонските словени. Тој беше член и на разни друштва и комисии, па и на издавачката комисија на Словенското друштво и на подкомисијата за составување нова карта на словенскиот свет во 1900 година. Во 1901 година му беше прифатен огромниот проект за составување полна хронологија и разјаснувачка библиографија на литературата за Кирил и Методија. 4 обемни томови од оваа библиографија Драганов подготви и за Руската академија на науките. За подготвителниот Словенски конгрес во 1903 година тој го напише рефератот под наслов Десидерата кон македонско-словенската диалектологија. Но Драганов западна во тешки материјални околности и во 1904 година мораше одново да го напушти Петербург и пак да се прибере во родниот Комрат во Бесарабија како гимназијален професор. Во 1907 година е префрлен во Болград, потоа во Астрахан, а во следната година станува директор на учителската школа во село Ровное, без какви да е услови за научна работа. Во 1913 година е преместен за директор на гимназијата во Кагулј во Бесарабија, каде што се наоѓа и до Октомвриската револуција и анексијата на Бесарабија од Романија. По Првата светска војна, Драганов се наоѓа во Романија, каде што се прибира и неговата ќерка Ангелина, додека син му, Валентин, останува во Ленинград. До 1926 година учителува во Комрат и Болград, а потоа се пензионира. На 7 февруари 1928 година Драганов отишол во општината во Комрат да испрати писмо и откако го добил реверсот од службеникот, паднал и тука во поштата починал. Погребан е во комратските гробишта во Бесарабија. Остана неговото за нас огромно научно дело. Од него тргнуваа сите што се занимаваа со Македонија. Карл Хрон е само негов следбеник. Крсте Мисирков веројатно имал лични допири со Драганов во Петербург, а Димитрија Чуповски преку Драганов ги зема зборовите што ги става како мото на корицата на своето списание. Има известни укажувања дека и други основачи на македонското научно-литературно другарство во Петроград имале контакти токму со Петар Драганов. Може би најкарактеристична во овој поглед е статијата на Драганов кон прашањето за населението на современа Македонија, што беше објавена на 6 август 1900 година во централниот руски весник Санкт-Петербургскија Вјадомости. Разгледувајќи го, како што пишува самиот односот спрема местното словенско наречје од страна на двата главни претендента за Македонија, Петар Драганов сведочи: Обете војувачки страни, без обзир на јавните уверувања пред целиот свет и пред русите посебно, за својата племенска љубов кон Македонија и кон македонците, на самото место, тоест во самата Македонија, се однесуваат со најголема омраза спрема местното наречје и спрема основните потреби на местното население. Тоа пак особено се однесува за бугарскиот и српскиот учителски персонал во Македонија. Нивната омраза спрема потлаченото, угнетено и прогонувано местно македонско-словенско наречје не знае за граници.
Ние би можеле да наведеме долга редица сведоштва од високо авторитетни научници и пред се од родени македонци од доброто старо време, како документарни докази дека македонско-словенското наречје е повеќе или помалку самостојно и автономно во однос на бугарскиот и српскиот јазик. Овие сведоштва се однесуваат кон две категории. Прво, така нареченото македонско наречје си има своји собствени особености и во акцентот, и во гласовите, и во формите, и во синтаксата, и особено во речникот. Второ, местните македонско-словенски учители од доброто старо време уште на наша памет се до крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите години, тоест уште спроти големата ослободителна војна од 1877 до 1878 година, си печатеа своји училишни учебници на местното наречје. И во своите уводи кон овие учебници и прирачници громко изјавуваа дека македонско-словенското население, откако си ја извојува црквено-словенската литургија од грчкото управувачко свештенство, нема ни најмала желба да се откажува од интересите на својата народност, тоест да се побугарува и да се посрбува, наречувајќи ги при тоа бугарите со омалжувачкото име шопи. Нагласувајќи дека во Македонија го издигнало својот глас староседалското население, што се наречува со старинското име македонци, Петар Драганов ја прави следнава видовита, точна и праведна мисирковска анализа. Според нашето лично мислење би било просто праведност да се поддржи барем морално ова многубројно племе што зборува на посебно словенско наречје и си има своја стара историја од 6 до 15 век. Не помалку интересно од историјата на бугарите и србите. Македонците се исто такви христијани, при тоа православни, како што се србите и бугарите. Поддршката пак од страна на Русија и би рекол од целата христијанска Европа на македонците, имајќи ги предвид познатите параграфи од решенијата на Берлинскиот конгрес, што и гарантираат автономија на Македонија и на целото нејзино население, би било не само акт на политичка праведност, туку и мудрост. Македонија на опашката на Бугарија и на Србија, како составен дел на последниве, секогаш ќе биде елемент за општ пожар на Балканскиот полуостров, ако не и во цела Европа. За Русија и за русите треба да бидат важни мислењата за Македонија не на оние македонци што откинувајќи се од својата сопствена народност, одамна наживо им се продале на србите или на бугарите, туку само на оние словено-македонци што ги поставуваат интересите на својата навистина прогонувана народност, највисоко од се. Така мислеше и дејствуваше бесарабскиот бугарин и руски славист Петар Драганов во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Тој беше сведок на кого што мораше да му се верува. Беше научник што мораше да се почитува.